статистиката го мери. Не го мери статистиката, Сојуз на синдикати го мери. Не, зборувам дека во другите земји тоа е статистички податок кој кај нас се мереше од 2011 година, статистика прекина да го мери. Не, има, видите, има, например во Србија тоа е државен орган ја пресветува таа минимална, што би се рекло кошничка. Се разбира, нели? Треба да се води сметка, трудот да биде платен. Вие не можете да имате како да кажам прво здрав вработен, да не речам работник, затоа што имаме и разни професии, доколку тие не може да се обезбедат минимум, да речам, услови за живот, а и репродукција на работна сила, да формирате семејство, да дојдете до живеалиште и така натаму и така натаму. Но сега да се користи еден така фиктивен инструмент за со многу мани за притисок за зголемување на платите, тоа беше политика во изминатиот период, да речеме, на некои структури, вклучително и Сојузот на синдикатите на Македонија, кој што многу ми забележува, само да кажам, кажав на друго место, нели, сега стават разни етикети. Јас во 90-те години долго време бев и советник на тогашното раководство на Сојуз на синдикати на Македонија. Бев прогласен од нивна страна во нивното гласило 95-та година за економист на годината од перото на господин Љубомир Костовски, кој што тогаш го уредуваше трудбеник тоа гласило. Така што не станува збор за никаква, да речам, никакво противење, туку станува збор за укажување на негативни последици од определени мерки. Нека ги прочитаат извештаите што ги прави Меѓународен монетарен фонд за македонската економија. Јас кажав 2 негативности на минималната плата, тие набројуваат 10. Мислам на таа висина. А ова што ви го кажав, сега што го прочитав, нека го проверат сите. Со што сме заслужили ние да имаме поголема куповна моќ на минималната плата од 10 земји на Европската Унија, кои што имат 2 пати и 3 пати повисок доход од нас, пер капита. Одржливо е тоа? Одржливо е, нели, да имаме ние повисока минимална плата од соседна Бугарија, која што има за 60% БДП повисок од нас? Не е. Така што треба да ги пуштиме нозете колку што ни е долга чергата. Значи, според вас треба платите да останат на ова рамниште како што се сега? Видите, вака, јас тоа сум го предложил, кога станува збор за ниски плати, ниски доходи. За да не се загрози функционирањето на пазарот на труд, има и други мерки. Има една категорија, на англиски, ќе кажам, ќе преведам македонски, што се нарекува working poor. Значи, сиромашни, под некоја граница на сиромашните семејства, каде што луѓето работат. Во тој случај, да не се загрозува овие соодноси на пазарот на труд, со мерки на социјалната политика може да ги помогнете, да ги зголемите нивните доходи. Оние посебно што имаат деца, со зголемување на детскиот додаток, поддршка на семејствата и така натаму и така натаму. Затоа што со се друго стварате дисторзии кои што негативно влијаат на економијата.